Минимални затворски казни од 5 до 5,5 години за 6 мината осомничени во случајот Келија, која признаа вината и се спогодија со обвинителството. 7 години затвор за самопрогласениот оџа Реджеп Мемиши од Скопската Тутунсус џамија за учество, организирање на паравојска и регрутирање луѓе од Македонија да учествуваат во борбите во Сирија. Вака денес одлучи кривичниот суд, откако на минатото рочиште тие признаа дека врабувале македонски државјани за боиштата во Сирија и на Блискиот Исток. Во случајот Келија беа опфатени 11 лица. Обвинителството е одвои постапката за 5 мината осомничени кои не ја признаа вината. Одбраната го оспори обвинението. Адвокатите наведоа дека не бил прецизен датумот од кога започнала истрагата, дали пред или откако се донесе законот дека учеството во странски паравоени формации е кривично дело. Недостасувале и описи на поединечни действија. И покрај тоа што обвинителството доставило 1167 докази, ниту еден од нив нема доказна вредност. Кривичниот совет составен тројца суди за оценка на обвинителниот акт ја ратифицираше всушност предлог спогодбата склучена помеѓу застапникот на обвинението и одбраната од друга страна, така што беа донесени пресуди кои што се правосилни извршни во моментот на објавувањето. Во вскупно 11 обвинети, 6 мина ја дадо целосна изјава за признавање на вината. Обвинител понуди 1154 докази, тоа е фрапантен број, голем број на докази, од кој ниеден доказ не беше посочен, за ниеден обвинет кој доказ, за кој обвинет се однесува и за кое действие. Затоа ценам дека судот сега ќе се издигне и очекувам да се издигне на едно високо достоинствено ниво, како што личи на еден суд, да донесе правилна одлука, тоа е да го одбие обвинението. Според обвинителството пак, осомничените во овој случај се товарат за учество во странска војна, полиција, паравоени и параполициски формации. Едни се сомничат за регрутирање лица за војните во Сирија и земјите од Блискиот Исток, други за обезбедување финансиска и логистичка поддршка, а трети за директно учество на боиштата. Бранителот на тројца обвинети побара да се прецизира што е воена, а што паравоена формација, бидејќи, како што кажа Слободна армија на Сирија, Ал-Нусра и курдската сепаратистичка формација биле признаени во светот како воени формации и се бореле против режимот на Башар ал-Асад. Единствениот македонец, докторот Стефан Стефановски, кого припадниците на ИСИС го викале Суфијан, денес не ја призна вината, а осомничен е дека во Сирија лекувал ранети војници на Исламска држава. Судот за околу една недела ќе одлучи дали ќе закаже судење или ќе го врати обвинението во истрага.